Добар, убав и среќен ден, добри наши луѓе. Верувам дека сте сите во добро расположение пред малите екрани и го чекате рецептот на денот. Затоа што ни се наближува празникот Великден, си ги тераме постите од вкусот на традицијата само за вас постни рецепти. Еден серијал од постни старски рецепти. Ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково. Расположени сите заедно, ние и тимот на Златно буре Кучково го подготвуваме рецептот што вие го очекувате. Денеска ќе ви направам постна јанија, но на еден многу интересен и невообичаен начин. Ова е постна јанија со модри сливи. Еве уште еден рецепт каде се применува сливата. А доколку ги гледавте некои од претходните емисии, кога подготвував со модри сливи, кај старите луѓе порано во минатото, ја користеле модрата слива за замена за месо. Затоа што ние сме крај, каде што многу вире и многу се раѓа модрата слива, посебно источниот крај на Македонија. И сега, за да ја направите оваа постна јанија, вас ќе ви биде потребно 200 грама модри сливи, 4 големи главици кромит, кои што се сечат на многу големи парчиња, за да се чувствува целото залче, значи кога ќе се јаде ова јанија, ова ви отприлика некаде околу 800 грама кромит, од 700 до 800 грама. Имаме 3 до 4 супени лажици брашно, околу 2 децилитри масло, 2 везени пиперки, 2 компира, 2 зелени пиперки, вода по потреба околу 1 литар, може и литар и 2 децилитри, 1 супена лажица црвен пипер, сол по вкус, зрна, неколку зрна од бибер, мелен бибер, мешан сув зачин и буковец. Да преминеме на работа. Ќе ви треба едно тенџере и едно тавче за запршката да ја направиме. Значи, во ова јанија имаме класична старска запршка. Сега ставам масло. Така. И во маслото ќе го ставам кромитот. Сега ќе видите на какви парчиња. Значи, вака. Да бидат многу крупни. Можете и на месечини исто така, на полумесечинки да сечете. Како сечете, така ставајте. Ќе намалиме температурата на оганот. Сега ќе го сечкаме кромидот, а потоа ќе преминеме на везената пиперка. Сега додека сечкате малку ќе поплачете за свекрвите. Се шегувам. Море блазе на тие што имаат големи привилегии са. Ето така. И сега тука имаме, значи, модрата слива ќе си го направи балансот. Од сето ова што ќе го ставиме, он ќе даде една малку, модрата слива, една сладка нота ќе даде. Го земам ова. Така, сега нека си се пржи ова. Ќе пушти доста вода.
И за ова јанија ќе ви треба многу леп, да ви кажам. Многу леп ќе си треба. Ако немате зелени пиперки, овакви свежи, ставете само везени. Ау, колку е лут кромидот. Нека си има и семки. Семките ќе дадат на јанијата уште подобар вкус. Така, нека се пржат заедно. Промешувам. Ќе треба уште масленце. Така. Сега ќе ги ставам зелените пиперки, а пак они дават уште поинтересен вкус. Нив на поситно. Исто со семчињата. Колку се млади пиперчињава. Ете така. И во потребните состојки 2 компирчиња ќе ви требат, за да помогнат малку да се згусне. Главната улога ја има во ова јадење кромидот, модрата слива и везените пиперки. Ако немате компир и ако немате зелена пиперка, не мора да стават. На јадењето воопшто нема да му недостига ништо. Јас само ќе ги пресечам и ќе ги подготвам. Не ги ставам сега. Има време за нив. Така да ми бидат спремни. Сега ќе ги редам зачините кај кромидот. Ќе ставам сол најпрви. Не се пржи она класично како за гулаш, да мораш да го пржиш. Не, штом омекне, добие стаклест изглед, испари водичката, веќе може понатаму да се продолжи со постапката. Ставаме сол. Ставаме мешан сув зеленчук. Малку бибер на врвот на лажичката, така. Неколку зрна бибер, исто на врвот на лажицата. Така. Црвениот пипер ќе го ставам на крај со брашното, а сега ќе ставам малку буковец, исто на врвот на лажицата. И сега нека се пржи. Убаво ќе промешате. Ете така. Мислам дека 15 на минути ќе му бидат доволно на кромидот.
Еве, веќе ја забележувате промената. Он веќе е како свиленкаст. Разигран низ тенџерето, омекнат. Само ќе треба да пробам за сол. Да видам како стои работата со солта. Прекрасно нешто. Сега ќе ги додадам компирите. И тие нека се пропржат и модрите сливи. Тие треба да отстојат во топла вода за да омекнат малку и без коска. Да знаете дека во оваа манџа јанија не се става патлиџан, туку само ова што е. Можете по желба и лукче да ставите, ако сте љубители на лук. Ќе си оставам 2-3 затоа што ги обожувам. Прекрасно нешто. Ете така. Сега оставаме едно 10 минути компирот да се пропржи со кромидот и модрата слива. И потоа ќе налееме вода, да зоврие, да омекне и компирот и сите состојки и ќе ја направам запршката. Така. Сега и малку, може, не, буковец можам да ставам и кај црвениот пипер во запршката. Да. Сега нека си се прши. Потоа ќе треба сигурно 1 час на тивко да крчка. И тајната на вкусот ќе биде токму во тоа крчкање. Внимателни бидете кога мешате, за да не ги распарталите модрите сливи. Сега ќе му ставам вода. И сега ќе треба сигурно 1 час да си се крчка на тивко и на самиот крај ќе ја направам запршката. И ви кажав дека токму на самиот крај можете и малку лукче да додадете. Вака, па после ќе додадам ако треба и ќе пробам за сол. Значи, внимавајте при мешањето. Сега ќе треба да додадам, може малку сув зеленчук, оти ми недостига сол. Да. И уште малку биберче. Така. Останете вие со вкусот на традицијата, да чекаме сега да се свари јанијата. Срце јуначко, па не може да издржи без лукче. А рецептот е таков, ама ете, јас сум си научена во манџите да има лук. Не можам да направам нешто без лукче, па нема да го расипам. Еве, ви кажувам сигурно дека ќе биде дури уште повкусно. Еве, гледајте, веќе оно баш сат време си се изнакрчка. Сега ќе го тргнам настрана и тука ќе го ставам тавчето за запршка. Така.
Значи, ќе ставам. Вие самите ќе си процените дали 2 или 3 супени лажици ќе ставите брашно. Јас сакам помалку, ќе скратам една лажица. Но вие можете и 3 да ставите. Ете така. И ќе му ставам буковец. Додека се пржи брашното, јас ќе го исечкам и другото лукче. Така. Ајде, уште едно ќе ставам, еве 2 чешниња лук, доволно ќе бидат. И ќе го ставам да го жижнам малку и лукчето. Ете така. Значи, ако сакате да ви биде јанијата погуста, 3 супени лажици еве ставете. Или може би имате нели малку повеќе вода. Не се знае, пошто вода по потреба, обично литар и половини или малку помалку, тоа не е битно. Некој сака почорбесто, некој сака погусто. Изборот нека биде ваш. Сега ќе го ставам и лукчето. Ете така. И штом го почувствувам првиот мирис на пражениот лук, го ставам црвениот пипер и сето ова оди директно во јанијата. И тенџерето на масата. Ете го мирисот, ете го тоа, што всушност сите манџи ги прави. Славни и популарни. Ете ова. Еве, гледате, маслото веќе излегува од озгора. Почнува да зацрвенува лукчето, значи време е за црвениот пипер. Но ќе бидам подготвена, штом го ставам пиперот, веднаш во тенџерето. Ете така. Еве го тоа. Еве магијата. Еве, мирисот на нашето огниште. Мирисот на баба, на дедо, на мама, на тато. Тоа е тоа. Еве. Сега веќе го оставаме на тивко уште неколку минути и тоа е тоа. Нели да ја зацрвиш, манџата да ја зацрвиш. Уште последно ќе пробам пред да ручаме, да видам дали треба да му додадам сол. Уште многу малку ќе ставам сол. Ајде така. Ајде сега да го провериме уште еднашка. Ајде сега да видиме дали е доволно. Екстра. Значи со ова може некој пиперче доди или некоја салатка, ма не ви треба салат, има многу зеленчук во него. Баш некој пиперче и лепче само за мацкање. Останете со вкусот на традицијата, јас ја поставувам трпезата, ќе ручаме заедно, ве поканувам на нашиот ручек.
Време е за нашиот и ваш заеднички ручек. Сега ќе јадеме јанија. Права старска јанија. Ете така. Со кромит, модри сливи. Погледнете, она што велат старите, веќе додека не му излезе тоа масното од озгора, како ништо да не се важи, како ништо да не се направил. Сега ќе ни треба лепче, можеме салатка, пиперчиња, салата каква сакате, може и зелена, марула, нели? Колку интересна комбинација. На кромит, суви сливи, а киселкасто, нешто ми е киселкасто, сигурно од мудрите сливи, да, и сладко и кисело, токму така. Леле, прекрасно е. Само да макаш. Колку невообичаен вкус, значи модрата слива не можете да ја препознаете. Многу интересен вкус. Мислиш дека кузне полно е со месо, ете, таков вкус дава. И како некое баш елегантно јадење ми е, а всушност вкусот и тоа како на оние стари чорпички, порано што сме ги правеле. Но ова е со љубов подготвено за семејството. Драги мои, чекајте не, следете не до следната емисија Вкусот на традицијата со нов посен рецепт само за вас. Велат дека некои луѓе кога ќе ги прегрнеш, мирисаш на нив цел живот. На здравје, се гледаме. До видување. До тогаш останете ми здрави и живи. На здравје.